Хаварисани стари возила се постојан проблем за пешаците во Штип. Покрај што истите се паркирани на јавни површини, тие делумно се паркирани на тротоарите, па истите представуваат проблем за минувачите. Принудени сме да се движиме по фреквентните улици и се чувствуваме небезбедно, истакна анкетираните пред камерите на МНЕТ телевизија и вела дека е потребно санирање на ваквиот проблем за да останат безбедни пешаците, но и возачите додека минуваат. Тоа смета што не може да видеате тука кај мене на тротоарот и не може да заминеш. Коли налетат, ја дека пералните века се. Некој пат не можам ни да видам, налета врз мене. Кола, јас човек сум години веќе, не можам да побегнам брзо и... Важно не е уред работите, многу има, коли остават попред, ни ги гонат, ни ги онедуват. Ни ги возат. Па треба да стргнат, нормална ствар. Се треба да се очисти градо, не може така кола вамо, но да, нормална ствар, треба да се очисти, да гледат градот да биде чист. Шо вие стари коли да се мајат тука? Паек треба да има да трга тоа. Се е на тротоар. Како не? Паекот нека дојде нека дига. Не сум ја дужен по улица да од. Треба Да се очисти. да се очисти. Треба се убаво да се очисти. Проблемот со хаварисаните возила постојано создава реакции кај граѓаните, а овде надлежност да реагира е комуналниот инспекторат при општина Штип. Кога има хаварисани возила на јавна површина, од инспекторатот оставаат опомена со кој сопственикот треба да го отстрани возилото во рок од 7 дена. Доколку тоа не се случи, јавното претпријатие Стипион го зема возилото и го носи во Новакова чешма. Ако потоа сопственикот сака да го врати возилото, треба да докаже дека е негово и да плати 3000 денари.